вечер. Вечерва на Вин-Вин, мој гостин, Радмила Шекеринска, заменик председател на Социјалдемократскиот сојуз. Добро вечер. Добро вечер. Господјо Шекеринска, само 50 минути, жалам, овде нема 5 часа на располагање. Ама еден новинар. Да, нема на располагање 5 часа. Денеска Пендаровски во друштво со пратеници и лидерот на партијата ја поднесе кандидатурата званично до Државната изборна комисија. Вчера го видовме во едно интервју. Мој впечаток, Пендаровски напред, добро во оваа прилика ќе дојдат и другите, но некако ми се чини повеќе акцент Стево е Стево и веднаш прашањата чиј е тој, возможно ли е толку многу, се да сама сепак да се одлучи за некого кој не е толку многу внатре, и еве дури да се обиде да заработи со некој за кој што отворено на конвенцијата рековте, среќни сме што прифати да биде наш кандидат. Во политиката честопати слушаме од граѓаните дека не веруваат во тоа што го говорат политичарите, туку во тоа што го прават. Ние можевме 5 години да зборуваме дека ќе бараме кандидат за председател кој што мнозинството граѓани ќе го доживуваат како свој. Дека не бараме тој да робува на партиските стеги. Дека во бараната биографија нема да бараме дека 20 години бил во СДСМ. Ама тоа граѓаните можеби ќе го прифаќаа со доза на скепса. Ние тоа не го говоревме, ама тоа го направивме. И од првиот момент кога почнавме да разговараме внатре во партијата, на неформални и формални средби, рековме дека целта ќе ни биде Македонија да добие председател каков што заслужува. А тоа е председател кој може да им се обраќа на граѓаните, а кој што нема да има само партиска поддршка позади себе. И затоа очекуваме дека тоа граѓаните го препознаваат. Реакциите кои што ги слушаме овие денови, реакциите што ги слушавме и пред Конгресот, Стево е вистинскиот кандидат. Мислам дека мнозинството македонски граѓани се малку уморни од нашите партиски комуникации. Дека се уморни од тоа високо ниво на конфликт помеѓу партиите. И дури и ние како опозиција, кога сакаме тоа ниво да го симнеме и да се сконцентрираме на суштинските прашања за државата, тоа власта не ни го овозможува. Меѓутоа сметавме дека токму со ваков кандидат граѓаните ќе го добијат тоа што и потајно, а веќе и се повеќе отворено го бараат. Ништо особено не ми значи кога ќе слушнам во образложението на Пендаровски. Мојата конечна одлука, донесена релативно доцна, најпрвин се реферира на фактот дека 76 партиски организации мене ме номинира. Од прилика скоро сите знаеме како функционира тоа во партиите. Просто ќе пуштите глас, ова е кандидатот, па ќе го добиете формално повратно, да, тоа е кандидатот. Но, многу порано, на анкетите кои ги имаше во рацете и ВМРО, ДПМН, и СДСМ, и едните и другите кои што ги правеа, Пендаровски беше всушност тоа изненадување во кое неопределените го препознаваат председателскиот кандидат. И можам ли сега да констатирам дека за оваа збрка што ни се случува 13 па двојно 27 април, виновна е позицијата од анкетите на Стево Пендаровски. Виновна, кога велам во наводници, да, тука некаде лежи зајакот. Не можам да бидам сигурна, бидејќи моите информации или мојот впечаток е дека до последен момент ВМРО ДПМН калкулираше со тоа дека Стево Пендаровски нема да биде кандидат. Има причина зошто така да размислуваат. Значи, Пендаровски е човек кој што долго време го знаеме на македонската политичка сцена, меѓутоа секогаш како влијателен човек избирал да не биде во прв план. Никогаш не ја ставил значката на политичар. И тоа не го правил затоа што бегал од политиката, туку затоа што сметал дека има што да помогне и што да направи од некоја друга роља, во некоја друга улога. И мојот впечаток е дека таквите луѓе кои самите не се буткаат во прв план и требаат многу повеќе на Македонија. И дека треба се да направиме за да ги убедиме да дадат шанс оваа држава да има и поинакви политичари и да има поинаква политика.
Јас мислам дека врз основа на тоа искуство едно кроки за кое немам никаква потврда. Меѓутоа се обидуваме сега да логицираме во целата нелогичност пред која што сме исправени. Ако некаде од есента ВМРО ДПМН ги добива резултатите дека оној кој реално прави проблем е Пендаровски и во однос на потенцијалните гласови на албанците, и во однос на потенцијалните гласови на македонците, на скоро сите направени анкети Ѓорги Иванов, сегашниот председател, е фаворит во рамките на ВМРО-вските номинации, тогаш предпоставувам дека Груевски во рацете првиот избор што го имале, дека треба да ги собори председателските избори со неизлегување на ВМРО ДПМН, со неостварување на цензусот. Но тој недефиниран потенцијал на албански гласови. Дали е тоа проблемот поради што моравме да бидеме втурнати во ваква авантура на двојни избори на 27 април? Нашиот впечаток е дека на прв поглед лудата комбинација за која што се одлучи власта е резултат на желбата и на ВМРО ДПМН и на ДУИ да ја задржат Македонија во таа хермафродитна ситуација. Да биде одраз на нивната коалиција. Нит риба, нит девојка. Нит машко, ни женско. Ке се караме малку, ке ја дигаме тензијата етничка внатре во нашиот електорат, а потоа ќе најдеме некое решение да тераме нови мандати. И знаете како, кога играте, сега може би тоа е едно поидеалистичко сметање на политиката, меѓутоа јас сум убедена дека кога играте таква дупла игра, после известно време останувате на цедило. После известно време граѓаните ве казнуваат и за старата дупла игра што сте играле. И во одредена ситуација ВМРО ДПМН процени дека мора да се оди на избори и дека можеби на ваков начин, држејќи ги парламентарните избори во вториот круг на председателските избори, они долго време ќе не лажат со играта Ѓорги Иванов е единствениот кој што е доволно добар македонец заради тоа што албанците не го сакаат. Мислам, замислете каква проста, примитивна и лажна, а во позадина многу опасна игра се игра. Така што математиките ги правеа така како што во прв момент им изгледаше исплатливо. Меѓутоа, како вела, те са под дома и јеса под на пазар, не испаѓа секогаш. Мислам дека не се срекни со противникот кој што го добија и свесни се дека типичната игра која играле против било кој од нас, сега ќе им оди многу потешко. И заради тоа не би ме изненадило ако влезат на вистина со играње на оваа етничка карта, која ќе покаже дека власта е на вистина во тешка ситуација. Не дека е силна, туку дека е слаба. Кога јагнињата ќе стивнат, ги спремаме за колење пред Великден, а македонската опозиција, СДСМ, во одлуката за распуштање на парламентот и одење на предвремени избори, ми изгледаше како Алијансата за позитивна Македонија, уште не регистрирана, ама од минатата есен веќе беше спремна за предвремени парламентарни избори. Исказот на СДСМ, ние сме подготвени за предвремени избори, нормално дека во парламентот ќе гласаме, ќе добиме 117 пратеници за предвремени парламентарни избори. Не чувствувате ли, госпоѓа Шекеринска, дека пар екселанс политички став е да се изрази однос кон таа будалеста иницијатива, образложение, кој го добивме од едните и од другите во парламентот, отколку да се остане во старата поза дека опозицијата по дефиниција кој кога ќе спомне избори треба да каже дека е подготвена за избори? Сметаме дека во Македонија е дојдено време кога темата и темпото мора да се промени. Едно од големите политички успеси, партиски успеси на ВМРО ДПМН е што цело време успева да фрла коски во арената. И сите ќе се затрчаат по коските. Медиумите, ние како опозиција, јавноста, и ќе се занимаваме со ситната работа која што ни ја фрлиле во воздух. А нема да забележиме дека публика нема, бидејќи сите заминале, например, во странство. Или дека пари нема, бидејќи некој друг навреме ги собрал. Односот кој што го имавме сега кон прашањето на предвремените парламентарни избори беше да не дозволиме повторно коската да ни го одвлече вниманието во погрешна насока.
Ние сме спремни да излеземе на избори. Ние сметаме дека оваа власт треба час поскоро да се порази, за да состојбите во Македонија се променат. И иако имаме 1001 забелешка и на оваа комбинација со втори изборен круг, и на стотината нелогичности кои ќе ни се случат во изборната кампања, и на фактот дека не постигнавме решение околу гласањето на диаспората, а беше договорено. 100 причини имавме да гласаме против. Ама тоа ли е главната тема? Значи, во Македонија 5 часа дискутираме за ала иги поп теми, а не посветуваме ни 5 минути на најсуштинските прашања. Тоа ќе биде нашиот главен тест за време на оваа кампања. Дали ќе подлегнеме повторно под притисокот на ВМРО, ДПМН и да се занимаваме со нивната коска, да се занимаваме со нивните петарди кои што ги пуштаат во Македонија. Или ќе го прифатиме повикот, апелот кој што го добиваме од граѓаните, не многу гласен, обично да тивко ни го кажуваат. Дајте, луѓе, имаме проблеми за кои бараме малку ум, и бараме акција, и бараме идеја, и бараме добра волја. Ние во македонската политика изгубивме добра волја да се решаваат проблемите. И мислам дека на тој тест ќе се добиваат или ќе се губат изборите. Знам дека тоа не ги задоволува сите педантни аналитичари во делот на тоа како функционирало собранието, но мислам дека сме на темата. А сега во Македонија тоа е клучниот испит. Овде правиме пауза за реклами. Оставете ги редовите, гужвите и нервозите зад себе. Сигурни и лесни плаќања преку интернет од секаде и во било кое време. Вршете било какви безготовински преноси од вашата денарска трансакцијска сметка и имајте увид во своите финансии. Толку едноставно, што секој може да го користи. Интернет банка на Комерцијална банка. Скокни го редот. Со новите смарт пакети од One сега добивате многу повеќе. 2 Boom TV уреди со бесплатно вклучени ТВ канали, Спорт клуб, Fox и HBO, неограничен супер брз интернет, фиксна линија со неограничени разговори кон цела One мрежа, плюс со пакетот за прв пат добивате одличен таблет Lenovo за 0 денари. Сето тоа со една месечна претплата од само 1299 денари. One, секаде заедно. Гледате ова? Гледате што се случува? Сите си отидоа, а мене ме оставија вклучен. Добро, што треба јас сега овде да играм, да пеам по цел ден за џабе? Сега, драги гледачи, временската прогноза. А после јас сум им крив кога ќе им дојде сметката за струја, а? Место едноставно да ми исклучат. Упс! Идат! Користете ја електричната енергија разумно. Не оставајте го вклучен телевизорот кога не сте во просторијата и заштедете електрична енергија. Ева на Македонија, секогаш тука за вас. Виолетовата пролет започна. Среќата е неизмерна кога нештата кои ги посакувате доаѓаат во вистинскиот момент. Направете го првиот чекор. Аплицирајте до 31 мај, без трошоци за одобрување на НЛБ потрошувачки кредити. И искористете го пролетниот Виолетов потрошувачки кредит со единствена каматна ставка од само 6,4%. НЛБ потрошувачки кредити, затоа што животот е сега. НЛБ Тутунска банка. Денот е долг. Уживај во неограничени минути и пораки во мрежата на VIP. За само 9 денари дневно. Активирај веднаш со старт на 147777 за еднократен надоместок од 19 денари. Само со VIP Prepaid. Повеќе за вас. VIP. Ние знаеме се за главоболката. Се прашувате ли зошто? Ангажиравме научници, мајки, лекари, математичари, студенти, бабами, па дури и волшебник. Тие ни помогнаа да откриеме дека главоболката е најчесто предизвикана од работата, стресот, безработицата, парите, времето, предувањето и гладувањето, дополнителниот стрес и од многу други причини. И пробавме со решенија како што се вежбањето, природата, здравата храна, медитацијата, шопингот и волшебникот од предмалку. Откривме дека можете да ја победите главоболката со само еден кафетин. Кафетин. Ние знаеме се за главоболката. Пред употреба внимателно да се
прочите опатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Првата банка од иднината пристигна. Повелете во новиот iBank Store на Кеј 13 ноември и запознајте ги нашите иновативни услуги. Со iBank вршете плаќања со апликацијата mBanking од вашиот мобилен, со услугата e-banking директно од вашиот компјутер или пак со услугата phone banking преку телефон. Сега имате банка што е секогаш до вас. Стопанска банка, 70 години на ваша страна. Нова, неверојатна понуда од АМЦ. Nextbook 7-инчен таблет 1990 денари. 15-инчен Asus лаптоп со најновиот Intel Dual Core процесор, 4 GB RAM, 500 GB хард диск, 13.990 денари. 40-инчен Full HD LED телевизор Philips, 18.990 денари. АМЦ, секогаш најдобри цени. Со новите смарт пакети од One, сега добивате многу повеќе. 2 Boom TV уреди со бесплатно вклучени ТВ канали, Спорт клуб, Fox и HBO, неограничен супер брз интернет, фиксна линија со неограничени разговори кон цела One мрежа, плюс со пакетот за прв пат добивате одличен таблет Lenovo за 0 денари. Сето тоа со една месечна претплата од само 1299 денари. One, секаде заедно. Оставете ги редовите, гужвите и нервозите зад себе. Сигурни и лесни плаќања преку интернет од секаде и во било кое време. Вршете било какви безготовински преноси од вашата денарска трансакцијска сметка и имајте увид во своите финансии. Толку едноставно, што секој може да го користи. Интернет банка на Комерцијална банка. Скокни го редот. Во најновото издание на Работна сабота, релаксирајте се во друштво на Маја Поцевска и Јоце Панов. Гледајте не, 14 часот и 30 минути. Ако велите дека не треба да ја фатите таа коска која што постојано се фрла за глодање, тогаш како се поставувате за 13 април, кој што за сите кои што малку подобро разбираат политика, всушност ќе биде најважниот и највалканиот изборен круг, затоа што резултатот од вечерта на 13 април ќе го испрати главното засилување или порака кон овој пат не само вториот председателски круг, туку и парламентарните избори. Тоа ќе биде се заедно. Павел Шатев и се што знаете од истражувачи кои напишале бројки кои не сте ги ни сонувале, тоа ќе биде потрагата за 13 април. Тешка е конкуренцијата кога ќе биде повалканиот период, дали на 13 или во вториот круг, кога се бијат и парламентарните копија. Дори кога ќе ги погледнете односот на власта кон анкетите, едни од нивните многу нарачани анкети, ќе видите дека сепак главниот фокус е парламентарните избори. Иванов е тука да помогне за парламентарните избори, ама па и ако не победи не е крај на светот. Така што по последната има сериозна повеќе рейтинг од ВМРО ДПМН, не треба да заклучам дека многу може да им помогне? Не, треба само да заклучите дека и во ВМРО ДПМН постојат понекогаш игри, ги вежба на јавноста, а сега ги вежбаат едни на други. Значи, ВМРО ДПМН е овие 8 години, меѓу другото, владе и со менаџирање на јавното мислење преку инженерски спроведени или инженерски напишани анкети. Јас ке ти кажам што мислиш. Немој ти да се мачиш како граѓанин. Ако јас ти кажам дека власта води 3-1, ти колку и да не ти се допаѓа власта, ќе речеш па може би јас сум во криво, малцинство сум. Тој тип на пораки со кој што се лажеше и се лаже јавноста, си ги испраќаат и меѓусебно. И мислам дека тоа беше тоа недоразбирање на адреса помеѓу пилата на Водно и оваа барокната зграда на Илинденска. Се уште не е барокна. Дека ќе биде густо и дека традиционално
Ми се допаѓа што Љупчо Георгиевски, како се вели, решава да отсуствува делумно поради финанси, но и поради проценка дека ова ќе биде толку контаминирано со сите извежбани техники кога ќе тргнат карваните за избори, кога ќе се бројат секундите на телевизиите, оние што имаат пари да го платат прекршувањето, свесно ќе го прават и потоа ќе ги платат казните кон Советот за радиодифузија, но црната кампања беше отворена многу порано. И сега ако ве наблюдуваме како не јагнињата кои треба да стивнат, туку како некои како кои Ханибал во овој простор толку им е дадено и толку можат, како одлучувате дека сега е време вие да влезете во филмот на ВМРО ДПМН, бидувајќи се да им покажете како тоа го велеше Антонија Милошовски, Александар Македонски на плоштадот е како среден прст за грците, и сега на моќниот ВМРО ДПМН да му покажете како изгледа кога се живее под постојана пресија на црна кампања. Сега ве прашувам како таткото на црната кампања вие решавате да влетате во нивниот филм и да се надевате дека во сето тоа евентуално можете да бидете победници. Не водиме и нема да водиме црна кампања. Но ќе ја носиме функцијата на одговорна опозиција, која постои во секоја полунормална држава. А тоа е дека треба да бара одговорност од тие кои што се на првите позиции. Значи, до 2006 важело од страна на сите претходни влади, сега станува изненадување, новина. Задача на опозицијата е да нуди алтернатива, но задача на опозицијата е и да ги вади на виделина работите кои незаконски се чуваат под тепих. Значи, во овие изминати неколку месеци, зашто велам не водиме црна кампања? Ние не излегуваме и не кажуваме дали премиерот е добар или лош, дали е морален или неморален, дали е крадец или е чесен. Ние само вадиме листови хартија од страна на официјални институции со потпис и со печат. И врз база на тие листови хартија градиме случај дека некој во оваа држава мора да одговара за незаконско однесување. Тоа во ниедна земја не е црна кампања. А инаку се согласувам, мајсторите на црна кампања тераат кампања и кога не е време за избори, тераат кампања на билборди и она што е најинтересно, тие таа црна кампања не ја ни плаќаат. За мене тоа е најскандалозниот дел. И во Америка ќе видите црна кампања против еден и втор кандидат. Но сега изгледа како вие да влеговте во слепата уличка на некој мал македонски град во провинција, во кој нема светла, и сега тука тоа е една општа тепачка во која ние од главната улица апсолутно знаеме дека тој што ќе излезе неповреден од уличката би требало да биде помоќниот. Ако подвлечеме црта после се што се случуваше, а вие знаете ли што правевте, на крајот испаѓа дека од се што вадеше СДСМ, од се што почна да вади ВМРО ДПМН, подвлечи црта, што е заклучокот? Радмила Шекеринска и Марија Антоанета. И гилјотина ја чека. Па и напиша дека после изборите доаѓа гилјотината, ама таа е договорена внатре на Павел Шатев, поранешна бихачка. Јас мислам дека судот и оценката, значи вие рековте тоа е една тесна, мала, темна уличка во некој мал град во Македонија, во таа тесна уличка, барем во македонскиот случај, има и публика. И таа публика ќе треба да одлучи. Меѓутоа, ако опозицијата се плаши да ја врши својата задача, само заради тоа што ќе дојде група боксери и користејќи оружје и се што не сме, ќе истепа, тогаш не треба да биде опозиција. Сега е прашањето дека вие, Шекеринска, Марија Антониета, треба да се срамите што се уште имате амбиција да ја вршите функцијата. Сте прегледале сигурно на Facebook безброј коментари, такви беа и од политичкиот опонент, дека кога некој ќе си прибави викендица каква што има, стан за кој се обезбедува 5000 евра кирија и се останато, паѓаат во вода сите други теми. Ние доаѓаме до изворната всушност, за која наводно не разговараме, а тоа е кој треба да се бави со политика. Има крупна тема тука, има и многу ситни теми.
Ајде да тргнем од крупната тема која вие ја отварате на крај на прашањето. Тезата која што власта се обидува да ја промовира, не баре се опозиција. Е ваква. Ако не си невработен, не можеш да решиш проблем на невработените. Ако не си сиромашен, како да ти веруваме дека сакаш да ги решаваш проблемите со растечката сиромаштија во Македонија? Ако е тоа така, ако го прифатиме тоа како принцип. Но звучи така се симплифицираат работи. Да, тоа се симплифицираните работи. Меѓутоа, ако погледнеме сега тоа од аспект на секој од нас поединечно. Ако само болни лекари можат да не лечат кога сме ние болни, и ако само сиромашни луѓе можат да го решат проблемот со сиромаштијата, тогаш во моментов Македонија треба да ја затвори владата, да го затвори собранието и сите државни институции. Бидејќи во тие згради нема невработени луѓе. Нема сиромашни луѓе. И сега јас кога би била иста како овие од ВМРО ДПМН, би терала пресконференција да ги погледнеме, например, имотите на ВМРО ДПМН, на луѓето кои што само 6 или 7 години работат, и тоа само државна работа. Побогати се од мене. Ама за тоа не се зборува. Но мислам дека тоа ќе биде погрешна тема. Нашата позиција е следна. Кога велиме сакаме да се реши проблемот со македонската растечка нееднаквост и сиромаштија, тоа го кажуваме не заради тоа што ние се чувствуваме лично засегнати, ги гледаме побогатите, па сакаме да бидеме поблиски до нив, туку затоа што гледаме дека Македонија на овој начин тоне. Ако не веруваме дека политичарот е тука, или може да има политичар, кој е тука за да решава и проблеми на други граѓани, кои не ги чувствува на собствената кожа. Првенствено на други граѓани. Тогаш да не зборуваме дека, да не тераме кампањи и сакаме добро на државата. Тие луѓе кои тоа го прават на ваков начин, како што го прави власта, тие фројдовски ни испраќаат пораката дека во политика влегле и во политика останале само и исклучиво заради себе. Ако се вратите назад и погледнете, не знам, јас пред 2 години ми се чини пишував за еден британски премиер кој не е многу познат на македонската јавност, за разлика од Черчил, паднате некако во заборав. Тој денеска го гласаат како најдобар и најкорисен премиер кој Велика Британија го имала откако е демократија. Тој е човекот кој што вовел социјална држава, кој што вовел здравствено осигурување горе-доле за сите и кој што за прв пат обезбедил пензија. Помогнал на посиромашните и помогнал на необезбедените. Не бил сиромашен. Бил адвокат, бил политичар долго време и тоа никаде во светот не прави недоумица. Само во Македонија, ама јас мислам дека тоа не е наша природна мана, него е тоа резултат на медиумската состојба. Вие да имавме како држава полуобјективни медиуми, власта немаше да може да си го дозволи таквиот луксус. Замислете, они сакаат во моментов ВМРО ДПМН, мислам дека ги има сите полуги на власт. И сакаат да бидат тотален владател, а кога ќе излезат на пресконференција да се однесуваат како типичен опозиционер. Пазете, 8 години се на власт. Не јас, било кој од СДСМ. Да имаше еден елемент за кој што можеа да речат овој е корумпиран, ке не штедеа. Немаше да бидеме на пресконференција. Ке бевме во Идризово или во Шутка. Она што за мене е најсмешно навистина се новите моменти во кои власта ме критикува мене за набавка која што ја прави самата власт. Надевајки се дека сите ние гледаме телевизија прилично невнимателно и просто нема да можеме да сватиме дека набавката за која држат 5 пресконференции ја подпишале тие. Али сакаат да создадат впечаток дека тоа се случувало, замислете, некои набавки во 2005 и 2006. Сите документи кои што ги вадат се од времето на нивната влада, вадат скандал за опозиција. Бидејќи е заглушувачка вашата војна, медиумска, не лутете се дека откажува логиката помалку кај нас и денеска јас не можам да речам, знаете, провладините медиуми ова го користат, бидејќи и во оваа телевизија цитатот беше ист. Оти
Ние навистина сме совладале дека простата логика е дека морало тоа да се случи во мандатот на Шекеринска, а оти лудило е да помислите дека додека ВМРО има влада на Илинденска број 2, би можела некоја братучетка на Шекеринска да добие тендер. Но кога зборуваме за политичка војна, сега сме во предворието на таа завршница на големата политичка војна, вистински карневал би било Владко Ѓорчев да излезе и да рече дека Фатмир Бесими, односно ДУИ, веројатно шуруваат со СДСМ, бидејќи во СЕП се даваат тендери преку Јово Деспотовски на блиски роднини на Радмила Шекеринска. Секако не би одбегнале да таргетираат, ако таму веќе седи во неколку мандати, ДУИ. Но тоа е малку поопасно и сега ние се сведуваме во ситуација дека некој државен службеник, бил тој најблискиот соработник на Радмила Шекеринска, има инструменти како, доколку државен службеник прекршил правила, се справувате со него, а не водите политичка кампања за нешто што се случува во канцелариите на владата. Замислете улогите да беа обратни. И замислете во ситуација во која некој службеник во време на влада на СДСМ потпишал нешто што јавноста го смета за спорно или опозицијата го смета за спорно. Притисокот што ќе беше? Да се казни, да се реагира. Во ситуацијава не луѓето, не медиумите, сите ние не можеме да поверуваме дека толку безобразно се манипулира македонската јавност. Пазете, Груевски контролира се што се случува во македонската влада. И тој одлучува така како што одлучува и при тоа виновникот сум јас или СДСМ се едно. Дури и таа игра што вие велите со Фатмир Бесими немаше да биде возможна. Бидејќи и други институции учествувале. Која води службата за општи и заеднички работи? Повторно јас, повторно СДСМ. Таа игра сме ја виделе на ДПМН. 8 години како се на власт, тие упорно се трудат да создадат впечаток дека кога нештото е добро, тоа е нивна заслуга. Кога нештото одат по ѓаволите, мора опозицијата да ги вмешала своите прсти. Јас кога ќе се сетам само колку пати сум добила прашање од вас новинарите, дали планирате како беше есенска или пролетна дестабилизација на државата? Дали планирате, не знам, така речи државен удар? И вие ќе се извадите од чевли да кажете дека е тоа невозможно, тоа ќе трае една сезона, утре ќе се пласира нова лага. И сега прашањето... Одлично што го споменавте со државниот удар, не дали планирате. Ние на 24 декември 2012 година, вечерта, по личен впечаток на премиерот, бевме известени дека дента бил осуетен државен удар. Тоа е можеби врвот во некакви проценки што се случува во една држава, што ние не можеме да го видиме или да го знаеме, но е оценка на премиер. И таквата оценка не однесе на предвремени парламентарни избори. Веќе утредента се беше редовно и ништо не заслужи третман на сега овој однос што го имаме ДУИ, ВМРО, ДПМН на фрлање ракавици, фаќање на ракавицата, барање на нов легитимитет, поставување на ситуација, никој не може да ме оценува. Велам, дури 24 декември тепање на опозицијата да не беше повод за предвремени парламентарни избори, изјавата на премиерот дека тој ден се случи државен удар, мораше да има веќе од утредента некакви адекватни, видливи одговори. Знаете како си поиграле ли со сите возможни зборови на кои што веќе сме го намалили и значењето и нашата сензибилност, што всушност зборуваме во оваа размена, во овој баражен оган едни наспроти други. Да, власта ги уби сите големи зборови. Нема веќе, значи нема квалификација која не ја искористиле во борбата против сите своји неистомисленици. Значи во ситуација кога еден премиер ќе рече дека некој подготвува државен удар, минимум без кој не се може е веднаш да покрене истрага и постапка. Веќе го реализирал, значи, но тие го спречени. Помина година и половина. Еве, во јануари не можел минатата година, не можел во март, не можел во септември. Година и половина. И сега велам да беше Македонија можеби полунормална држава од аспект на демократски институции, од аспект па и на состојбата во медиумите, денеска ниту еден премиер тоа немаше да може да го преживее.
Затоа што одговорноста за кажаниот збор, особено сега кога сите информации ги имаме негдека на интернет, е преголема. Ке ве пуштат на првите вести, ке кажат еве го премиерот кажа државен удар, до ден денеска никој не одговара. Оваа власт е неспособна. Знаете како прв пат кога ги чув овие напади за тендери кои ги доделила владата на Груевски, ми дојде да излезам јас на пресконференција и да кажам вака: не контролирате кој ви спрема државен удар државата. Не контролирате коалиционен партнер. Не контролирате набавки, договори. Што барате вие во владата? Ако во една држава власта 8 години менаџира лаги на тој начин што само ќе покажува со прст кон другите, со ниту тронка одговорност за своите зборови, тогаш ние го имаме посериозниот проблем од сегашната, како велите вие, црна тепачка или црна кампања меѓу двете партии. И повторно велам, да не се лажеме и да очекуваме решението на овој проблем да дојде од политичките кругови. Невозможно е тоа. Значи, ако власт или опозиција не се казнети за недозволено однесување, тие ќе продолжат понатаму на ист начин со многу посилно темпо. И затоа мислам дека во прва фаза 13 е многу важен датум, затоа што граѓаните кои покажуваат незадоволство, без фрустрација од нивото на политичка дебата кој што ја водиме, имаат моќ тој ден, во тие 5 минути, тоа да го променат. Но тие веднаш имат една додавка и велат, да, можеби би сакал да го променам ова. Но во корист на кого? На оваа дама, која што кога ќе го погледнеш анкетниот лист, на начин на кој што тоа е изменаџирано, ми прави проблем дека е навистина заинтересирана за проблемите за кои инаку се навикнати да зборуваат во телевизиско студио, кој описот е сосема прост. Ништо не недостасува, следствено на тоа безчувствителна е. И сега не вреди да расправате дека уште ги помниме обетките од министерот Владо Димов. А не Брош беше. Или Брош, не знаете што. А во меѓувреме на девојката од $1.000.000 кои ги подпишува најскапите анекси на Скопје 2014 и исчезнуваат вистински вредни обетки и тоа кај нас не го средува впечатокот за нештата. Но тоа се претпоставки кои што ги знаете. И за мене, јас повторно се враќам на прашањето изненадувачки, дека вие велите добро во ред, ќе свртиме грб кон ова и ќе тргнеме со друга приказна. Која е таа друга приказна што може да го покрие интензитетот на овие спинови? Ќе ја вратиме средната класа? Тоа е една од темите. Инаку, ако ги анализирате, ако граѓаните на вистина решат да ја носат одлуката за тоа за кого ќе гласаат врз база на анкетните листови, ќе победиме. Тие се шегуваат. Не се они средна класа. За ВМРО-вската врхушка ние сме ниска класа. Само тие анкетни листови нема да добијат први 5 минути во вести на главните медиуми. Се согласувам. Но јас мислам дека и тоа би било грешка. Мислам дека и тоа би било грешка. Заради тоа што во оваа држава, ако сме рекле дека го менуваме системот, плурализам, капитализам, некој некогаш е побогат, некој некогаш е посиромашен, гласам за она што мене како граѓанин ќе ми донесе подобар живот. Граѓаните кои што се задоволни со тоа каде е тргната Македонија во овие 8 години, немам дилеми дека треба да гласаат за власта. И ќе гласаат. Меѓутоа, освен оние 400.000 што заминаа од државата, сите останати се во суштина посиромашни, поуплашени и позагрижени за тоа каде одиме. И убедена сум дека темата која што чекаат да ја чујат од нас е дали имаме идеја и дали имаме план дека тоа може да се менува на подобро. Вие мислите или тврдите веќе подолг период дека има многумина кои се подготвени да ја чујат идејата, дека има многумина кои можеби веќе се прекршиле во својата глава дека
нивниот главен избор на овие избори е сепак да речат не на овој концепт и да остават некој друг тоа да го проба, па макар длабоко во себе сметале дека може би таа награда СДСМ се уште не ја заслужува. И целото тоа либи што го правите но имаат страв, уплашени се, притиснати се. Ми се чини дека ве одвлекува од главниот одговор што сега пред малку всушност го дадовте. Кој е оној што треба да гласа за ВМРО ДПМН? Вие, госпоđо Шекеринска, како да превидувате правејќи психолошки анализи, дека всушност длабоко се работи за еден крајно соголен, договорен однос. И не ругајте се дека тој што добил работа во администрација денеска и доложи на партијата, која за него е државата, да и донесе 15 или 30.000 гласови. Денеска мислам дека видовме на некој портал како изгледа исповеста сценарио изборен ден. И помеѓу тој договорен однос кој е пресметан на некаде околу 400.000 гласови, останатите можат да гледаат телевизија, понуда, идеи. Ова е тој затворен круг кој менаџира се. Кој длабоко меѓу себе е поврзан со интерес. Еве да ги тргнеме настрана тие кои треба да носат гласови. И да прифатам тоа што вие го велите, дека тој што добил работа, чувствува дека мора да врати во тој меѓусебен однос. Што со тие 20 луѓе кои што ги носи? Која е нивната обврска? Кој е нивниот бенефит? Па видете, ако тргнеме со таквите листи за вработување. Ако тргнеме со таквите надежи, Македонија реално ќе ја сведеме на 500.000 луѓе во државата и сите останати заминати. Значи, јас не можам да прифатам дека навистина некако нација и како граѓани и како луѓе не се плашиме од тоа што ќе ни се случи зад аголот. Имаме семејства, уште сме доволно млади да мислиме и во следни 10 и 20 години. Имаме и деца на кои не сакаме да им оставиме положивот. Оваа тенденција која што ја фати македонската влада нема добар крај. Значи, денеска ние имаме анкети кои што велат дека единствената шанса која гледаат младите е да заминат од државата. И мислите дека мајката или таткото на тоа дете кој е добил работно место во администрација ќе биде среќен заради своето сигурно место во администрација, детето никогаш нема да го види како што можел да го гледа. Или дека братот ќе биде среќен затоа што се уште работи како волонтер, затоа што сестрата заминува. Или дека нема да помисли дека неговите деца веќе нема да имаат од каде да земат дури ни 4.000 денари за волонтирање во некој од државните институции. Од сите и од разговори и од она што го кажуваат бројките, сум убедена дека мнозинството граѓани вака длабоко во себе имаат чувство, знаете, она кога знаеш дека ова оди лошо. Ама прашањето е дали ако јас речам не, дали ќе бидеме доволно такви кои ќе имаат храброст да кажат не. И цело време ние, бидејќи можеби не владее голема солидарност во Македонија, велиме, бе добро, јас дури и да се жртвувам, ако јас се жртвувам, Оливера ќе се жртвува со мене. Дали ако јас бидам малку похрабра, колегата мој ќе биде ли похрабар или ќе ме остават на цедило? И тој тип на страв функционира. И прашање е само кога ќе се надмине. Заради тоа што незадоволството не е веќе тивко, не тлее, на многу места еруптира. Јас мислам дека главната порака која што треба да се испраќа и дека на денот на гласање власта нема да знае кој како гласа. И убедена сум дека е тоа така. Власта е таа сега што пушта афери и приказни за тоа дека знаат, имаат метод. Нема метод. Ама пустото кога човек мисли дека се може да изгуби, се плаши и од сенка. Ние сметаме дека во Македонија власта треба да се плаши од граѓаните. Ако верувам дека скоро се е под контрола, тогаш предпоставувам дека не им се далеко од думото и тие приказни седи мирен, има камера доздол, има камера дозгор, има не знам веќе
веќе што? Знаете што е интересно околу патриотизмот, сакам тука. Оваа власт многу често го употребува и го злоупотребува тој термин. И една од аргументациите која што ни ја дава за да се чувствуваме погорди на себе, на својата историја, на својот идентитет, е вели дека не сме се плашеле. А во исто време, владата не стимулира и не тера постојано да живееме во страв. Како беше она подобро еден ден да умрам отколку вечно да живеам во страв. Ако го сватиме тоа политички, мислам дека пораката треба да биде дека никогаш не сме постигнале ништо кога сме калкулирале многу. И како држава, и како луѓе, и како, не знам, поединци. Чувството дека нешто мора да се промени е големо. Наша задача е да ги убедиме дека е возможно. И тука се согласувам, огромна е нашата одговорност. Вие сте сведоци секојдневно на таа чудесна импресија дека приказната веќе станува се поморничава, но извршувачката моќ станува се повеќе неверојатна и дека ние сме како во кладилница. Возможно ли е СДСМ да ги подигне своите изведувачки способности, за да видиме всушност дека во менаџирањето на процесот може да ги сопре инструментите на семоќната власт. Дали ова денеска што се случува со актор, со конечно малку ретардирање, со појавување на јавниот обвинител, со по прв пат признание дека стигнало конечно нешто од финансиското разузнавање, за вас е знак дека не се залудни притисоците, дека има моменти кога сепак владата проценува дека нешто е над незината моќ за игри и мора да се повлече. Апсолутно се согласувам со вас дека актор случајот треба да го гледаме сега и низ една пополитичка призма, не само финансиска. Значи, честопати во нашата јавност се обесхрабруваме пред да почнеме. Значи, како опозиција ќе седите и најлесно вие да кажете не може ништо да се промени. Колку и да излеземе со податоци за криминал, власта ќе си тера по свое. И тоа во голем број од случаите е така. Меѓутоа, и претходно еден друг случај, и сега со актор, се покажа дека во одредени ситуации притисокот може да стане неиздржлив за владата. И мора под влијание на домашни, а делумно во оваа ситуација и меѓународни фактори, да ретерираат и тоа брзо. Значи, она што се случува овие денови, навистина би било политичко самоубиство во секоја демократска држава. Владата 5 дена, откако ние излеговме само со документи, дури ништо и не тврдевме. Поставивме само едноставно прашање. Како е возможно во државава 90 на луѓе да изнесле во кеш 3,5 милиони евра, а никој да не си го постави прашањето каде одат парите? Пазете, со толку пари во една држава можете да финансирате, мислам сега не сакам да плашам, ама секаде е тоа така, може да финансирате тероризам. Може да купувате избори. Политичка партија. Можете да формирате, навистина да формирате толку недостасуваат од претходните избори за отворената сметка. Значи, тоа е сериозна работа. И 5 дена поред нам власта ни вели, не, ништо не е проблем. Се е во најдобар ред, измислувате. Значи, тоа е типичниот одговор кој што го добивме на секој изваден документ за криминал. Измислувате. И 5 дена потоа, наеднаш имаме салто мортале, владина. Велат да, мора да се отвори случај, а веќе и донаторите или кредиторите отвараат случај. Мислам дека влијанието дека или фактот дека во финансирањето не е вклучен само македонскиот буџет одигра одредена улога. Затоа што владата беше свесна дека на вакви документи нема да може никој да се оглуши. И затоа ретерира. Меѓутоа, јас мислам дека не треба да гледаме само во доменот на корупцијата политичка. Слична дебата и слични дилеми имавме минатата година за време на локалните избори, кога во вториот изборен круг власта се обиде да ја украде победата на опозицијата во центар и да ги погази граѓаните на оваа општина. И кај нас во СДСМ и во опозицијата беше присутна дилемата. Дали треба да се оди против ветрот? И дали има шанси да се разбие овој, како велите вие,
перфектен систем на владење и менаџирање со гласовите. Јас сум убедена дека со ваквата недоверба и кон македонските граѓани и кон самите себе, ние ги јакнеме злоупотребите. Власта во моментов сака да ја испрати таквата порака. Ние сме непобедливи. Не затоа што се силни, повторно, туку затоа што се слаби. Во 2008 година немаа причина да употребуваат вакви инструменти. Знаеа дека мнозинството граѓани се за нив. Сега ова што го прават, и притисокот, и црната кампања, одраз е на нивната несигурност. Тие сваќаат дека само на недозволени мускули можат да обезбедат резултат. Колку пати сте прочитале пресудата од завчера на Санадер? Да бидам искрена, само медиумските коментари, а не пресудата. Меѓутоа, претпоставувам дека на некои судски органи во иднина таа ќе им биде многу корисна во Македонија. Мислите во смисла на урнекот, затоа што главниот проблем политички околу кој најдолго време се расправате е корупцијата на медиумите или системот кој што таму е само една компанија Фими Медија, меѓутоа овдека е малку поразигран и веројатно покомплициран да биде подотворен. Кога би била сигурна дека насилие во еден момент човек кога ќе го оставите сам му доаѓа преку глава и најдобро може да ги сложи своите погледи нештата и ставовите, предпоставам сум наивна затоа што во изборна кампања никој нема да пропушти да говори и да се обиде да ги постави своите позиции, особено ако трча за Илинденска број 2 и ги поп таму одел за да се слика, за да го има на вести. Вие предпоставам сакате на Илинденска број 2 за да направите нешто. Ако слоганот не е готов, тогаш може ли во една реченица да ми кажете што е тоа нешто што треба да го запомниме, што СДСМ сака во оваа кампања најдиректно да го испрати како порака за 27 април, иако целата кампања како парламентарна ќе биде покриена март и април? Факт е дека е рано за слогани. И факт е дека дури ако излеземе прерано со слогани, ние ќе мора да платиме казна. За разлика од власта која може да избега од тоа, ние сигурно ќе ја платиме казната. Јас мислам дека вие уште мислат со средната класа да се занимаваат до крајот на изборите или јас сериозно остане мислам нешто што многу посериозно ќе треба. Јас сериозно мислам дека прашањето на средна класа е можеби едно од долгорочно најважните прашања за Македонија. Затоа што не знам, јас не се чувствувам природно да живеам во држава во која што владее најголемата сиромаштија и најголемата нееднаквост во цела Европа. Не сме биле такви. Значи, не сме биле најраслоеното општество. Јас не можам да сватам како некој смета дека тоа не е проблем. Во такви општества нивото на конфликт е многу големо. Во такви општества и тие што немаат и тие што имаат живеат лошо. Значи, Македонија на ниво на свет дојде во друштво со Малави и Филипини за нееднаквост. И кога велиме ние да се врати средната класа, не е тоа некоја флоскула. Ние сметаме дека во оваа држава кичмата, која што сме имале и во социјализмот, била силна, заради тоа што средната класа била силна. Во меѓувреме се создаде богат сектор, богат дел од македонското општество, кој што практично ја контролира целата македонска економија и голема сиромаштија. И без таа средна класа, реално ние нема да можеме да останеме демократска држава. Нашите мерки за кои што зборувавме се смеја на нив. Тие се инструмент за решавање. Какво образование ќе имаме, какво здравство и какви даноци. Значи, оваа влада промовира даноци кои им одговараат само на богатите. И сега, ако се вратиме назад на реториката на Марија Антоанета и кралевите од власта, зошто таа логика не ја применат на политичко прашање? Ако се тие заштитници на сиромашните, и ако станаа многу богати за само 8 години, зошто не предложат и не овозможат мерка која ќе им помогне на сиромашните?
Зошто не овозможат мерка која таа средна класа која постои, ќе ја засилат малку. Значи, јас мислам дека од таа тема никој нема право во оваа држава да се откаже. Меѓутоа има и една, што би рекла, пред тема. А тоа е за да спасувате во оваа држава образование и здравство и па и средна класа, мислам дека ни треба нормална држава. Ние сме веќе во ситуација да зборуваме за проблеми кои не постојат во нормални држави. И ние кога го испративме, ја испративме онаа порака, не беше тоа слоган. Македонија, вика, заслужува председател. Нормално е да добијам јас на пресконференција прашање, па зар немавме председател? Тоа е нормално. Ама не е нормално кога мнозинството граѓани во оваа држава навистина не знаат што мисли нашиот председател. Актуелен. Како е возможно ниту еднаш да не излезе со свое мислење? Како е возможно ниту еднаш да не се обиде да ги седне различните политички партии и да каже, луѓе, за овие работи дајте малку да зборуваме. Значи, тој тип на нормалност го немаме. И навистина среќаваме многу луѓе кои имаат многу проблеми. Среќаваме и луѓе кои велат, види, јас со моите проблеми некако ќе се носам. Ама само ако знам дека живеам во држава која знае каде оди. Ние стварно имаме впечаток дека не знаеме кој правец да го фатиме. И тоа е проблем. Пред неколку дена... Пред крај сме веќе. Само да кажам дека пред неколку дена чувме дека Србија добива 1 милиарда евра кредит за репрограмирање на своите долгови од Емиратите. И добива проектот 3 милиарди Белград на вода. Ете и тој да не се случи. Значи за помалку од 6 месеци добија 1 милиарда поволен кредит. Не заради голема политика од страна на Емиратите. Тие сакаат да влезат на европскиот континент. Зошто ја избраа Србија? Зошто не ја избраа Србија пред 5 години? Ја избраа Србија затоа што ја гледа големата слика. А тоа е дека Србија со сите мани и сите проблеми се движи некаде. Проблемот кога ја гледаме за жал Македонија е што тој впечаток веќе го нема. И нашите опции ќе бидат се помалку на број. Заради тоа, не зборувам веќе во слогански манир, велам, ни треба да испратиме пораката дека оваа држава заслужува повеќе. И дека заслужува прво и основно да некој од правилата на игра, правилата во животот да ги вратиме назад. Ви благодарам што вечерва бевте мој гост. Ви благодарам на поканата.